Најбогати фамилии во Македонија. Тешко е да се одреди точното богатство на поединци или семејства, бидејќи таквите информации често се чуваат во тајност. Важно е да се напомене дека овие проценки се засноваат на информации од јавен карактер и медиумски извештаи. Дополнително може да има и други богати семејства во Македонија кои избираат да го задржат своето богатство приватно. Информациите што ќе ви ги дадам се засноваат на јавно достапни извори, вклучувајќи вести, написи и проценки за богатството од различни извори. Сепак важно е да се напомене дека овој тип на информации може да се менува со текот на времето. Важно е да се напомене дека финансиските информации постојано се менуваат, а нето вредноста на поединците и семејствата може да флуктуира поради различни фактори, вклучувајќи промени на берзата, деловните перформанси и другите финансиски случувања. А сега да видиме овие фамилии како ги заработиле нивните пари и богатства и со што се занимаваат. Сепак еве некои од најпознатите и најбогатите семејства во Македонија, врз основа на информации од јавен карактер и медиумски извештаи. Семејството Гечев е богато семејство во Македонија, познато по своите деловни потфати во градежната индустрија. Илија Гечев, основачот на семејниот бизнис, беше успешен предприемач кој својата кариера во градежништвото ја започнал во 1980-тите години. Со текот на годините изградил успешна градежна компанија која подоцна се проширила и во други области, како што се недвижностите, земјоделството и угостителството. Се проценува, како што кажав и во видеото претходно направено, за милиардерот во Македонија, тие вредат повеќе од 1 милијарда долари. Доколку сакате да дознаете повеќе за милиардерот од Македонија, изгледајте го претходното видео. Семејството Спирковски е добро познато семејство во Македонија и се занимава со различни индустрии, вклучувајќи градежништво, енергетика и недвижнини. Најистакнат член на семејството е Сузана Спирковска, која е основач и извршен директор на компанијата Макпетрол, една од најголемите компании за нафта и газ во Македонија. Сузана Спирковска е родена во Скопје, Македонија во 1952 година, а студирала хемиски инженеринг на Универзитетот во Белград. Таа ја започнала својата кариера работејќи во петрохемиска индустрија, а во 1992 година ја основа Макпетрол, која од тогаш стана главен играч во енергетскиот сектор во Македонија. Под раководство на Сузана Спирковска, Макпетрол се прошири во неколку други области, вклучувајќи трговија на мало, недвижности и банкарство. Компанијата се прошири и на меѓународно ниво, со операции во неколку соседни земји. Денес Макпетрол е една од најголемите компании во Македонија, со проценет годишен приход од над 1 милијарда долари. Богатството на семејството Спирковски се проценува на околу 350 милиони долари според јавно достапни извори. Сепак важно е да се забележи дека финансиските информации може да флуктуираат со текот на времето. Освен Сузана Спирковска, во семејството Спирковски има и други членови кои исто така се занимаваат со бизнис и политика. Синот на Сузана, Дејан Спирковски, е истакната личност во градежната индустрија во Македонија и е извршен директор на Гранит, протворни цели во Македонија. Во 2014 година Сузана Спирковска ја основа фондацијата Сузана Спирковска, која ги поддржува иницијативите за образование и предприемништво во Македонија. Севкупно, семејството Спирковски се смета за едно од најбогатите и највлијателните семејства во Македонија, со значителни деловни интереси и политички врски. Семејството Тавчар е добро познато деловно семејство во Македонија со интереси во различни индустрии, вклучувајќи градежништво, недвижнини и финансии. Најистакнат член на семејството е Ристо Тавчар, кој е основач и извршен директор на компанијата Eurolink, една од најголемите градежни компании во Македонија. Ристо Тавчар е роден во 1965 година во Битола, Македонија, а студирал за градежен инженер на Универзитетот во Скопје. Својата кариера ја започнал работејќи во градежната индустрија, а во 1994 година го основал Eurolink, кој од тогаш стана една од најуспешните градежни компании во Македонија. Под водството на Ристо Тавчар, Eurolink има завршено бројни проекти од висок профил во Македонија,
вклучително и изградба на неколку комерцијални и стамбени згради, како и инфраструктурни проекти, како патишта и мостови. Компанијата се прошири и во други области, вклучително и развој на недвижнини и финансии. Според јавно достапни извори, богатството на семејството Тавчар се проценува на околу 150 милиони долари. Сепак важно е да се забележи дека финансиските информации може да флуктуираат со текот на времето. Освен Ристо Тавчар, со бизнис и политика се занимаваат и други членови на семејството Тавчар. Неговиот син Кристијан Тавчар е истакнат бизнисмен и извршен директор на Euromax Resources, рударска компанија која работи во Македонија. Тој исто така работи и како пратеник. Севкупно, семејството Тавчар се смета за едно меѓу најбогатите и највлијателните семејства во Македонија, со значителни деловни интереси и политички врски. Семејството Тавчар е познато и по своите филантропски заложби и има дадено значителен придонес во различни добротворни цели во Македонија. Во 2008 година Ристо Тавчар ја основа фондацијата Ристо Тавчар, кој поддржува проекти и иницијативи поврзани со образованието, науката, културата и социјалната заштита во Македонија. Покрај деловните и филантропски активности, семејството Тавчар се занимава и со политика. Ристо Тавчар работеше како пратеник и беше вклучен во повеќе политички партии во текот на годините. Неговиот син Кристијан Тавчар исто така е активен во политиката и неколку години беше пратеник. И покрај нивниот успех и влијание, семејството Тавчар се соочи со некои контраверзии низ годините. Ристо Тавчар во 2015 година беше уапсен под обвинение за измама и перење пари поврзани со градежен зафат во Скопје. Тој подоцна беше пуштен со кауција и ги отфрли обвиненијата против него, но случајот е се уште во тек. Севкупно, семејството Тавчар се смета за едно меѓу најмокните и највлијателните семејства во Македонија, со значителни деловни интереси и политички врски. Сепак нивниот успех беше проследен и со контраверзии и правни предизвици. Семејството Давчев е истакнато деловно семејство во Македонија со интереси во различни индустрии, вклучувајќи земјоделство, производство на храна и недвижнини. Најистакнат член на семејството е Сашо Давчев, кој е основач и извршен директор на компанијата Македонски Телеком, најголемиот телекомуникацијски провајдер во Македонија. Сашо Давчев е роден во 1958 година во градот Гевгелија, Македонија. Студирал економија на Универзитетот во Скопје, а кариерата ја започнал работејќи во телекомуникацијската индустрија. Во 1997 година го основа Македонски Телеком, кој од тогаш стана една од најуспешните компании во Македонија. Под водство на Сашо Давчев, Македонски Телеком го прошири своето работење и ги вклучи услугите на фиксна и мобилна телефонија, интернет и дигитална телевизија. Компанијата исто така беше вклучена во различни заедници и добротворни иницијативи, вклучително и поддршка на програми за образование и социјална заштита. Според јавно достапни извори, богатството на семејството Давчев се проценува на околу 100 милиони долари. Сепак важно е да се забележи дека овие информации може да флуктуираат со текот на времето. Освен Сашо Давчев, со бизнис и политика се занимаваат и други членови на семејството Давчев. Неговиот син Горан Давчев е истакнат бизнисмен и основач и извршен директор на повеќе компании од земјоделската и прехранбената индустрија. Се занимава и со политика, неколку години работел како пратеник. Севкупно, семејството Давчев се смета за едно помеѓу најбогатите и највлијателните семејства во Македонија, со значителни деловни интереси и политички врски. Сепак семејството се соочило и со некои контраверзии низ годините. Во 2005 година Сашо Давчев беше обвинет за злоупотреба на службената положба и перење пари поврзани со продажба на телекомуникацијска компанија. Тој ги негираше обвиненијата и тврдеше дека тие се политички мотивирани, но на крајот беше осуден на затвор. Сепак тој подоцна беше ослободен по жалба и обвиненијата против него беа отфрлени. Семејството Давчев е вклучено и во неколку филантропски добротворни иницијативи во Македонија. Во 2018 година семејството донирало 500.000 евра на Универзитетот во Скопје за поддршка на иницијативите за истражување и развој во земјата. Семејството исто така поддржувало различни програми во заедницата и социјалната заштита во текот на годините.
И покрај контроверзиите, семејството Давчев останува едно помеѓу најистакнатите и највлијателните семејства во Македонија. Нивниот успех во бизнисот и политиката ги направи познати личности во Македонија, а нивните филантропски заложби исто така имаа позитивно влијание врз нив. Семејството Зекировски е истакнато деловно семејство во Македонија, со интереси во неколку индустрии, вклучувајќи земјоделство, градежништво и недвижнини. Најистакнат член на семејството е Светозар Зекировски, кој е основач и извршен директор на повеќе компании од градежништвото и секторот за недвижности. Светозар Зекировски е роден во 1960 година во градот Прилеп, Македонија. Својата кариера ја започнал работејќи во градежништвото и недвижностите, а на крајот основал неколку компании од овие индустрии. Неговата најуспешна компанија е групацијата Зектор, која е една од најголемите компании за градежништво и недвижности во Македонија. Под водство на Светозар Зекировски, групацијата Зектор беше вклучена во бројни градежни проекти од висок профил во Македонија, вклучително изградба на трговски центри, деловни згради и стамбени комплекси. Компанијата е вклучена и во развој на недвижен имот, управувајќи со неколку големи проекти низ цела Македонија. Богатството на семејството Зекировски се проценува на околу 120 милиони долари, според јавно достапни извори. Сепак важно е да се забележи дека финансиските информации може да флуктуираат со текот на времето. Освен Светозар Зекировски, со бизнис и политика се занимаваат и други членови на семејството Зекировски. Неговиот син Зоран Зекировски е истакнат бизнисмен и извршен директор на повеќе компании од градежништвото и индустријата за недвижнини. Се занимава и со политика, неколку години работел и како пратеник. Севкупно семејството Зекировски се смета за едно помеѓу најбогатите и највлијателните семејства во Македонија, со значителни деловни интереси и политички врски. Сепак, како и многу богати семејства, и семејството Зекировски се соочуваше со контроверзии низ годините. Во 2010 година Светозар Зекировски беше уапсен и обвинет за перење пари и даночно затојување поврзани со продажба на имот. Тој ги негираше обвиненијата и тврдеше дека тие се политички мотивирани, но на крајот беше осуден на затвор. Тој беше ослободен по жалба во 2013 година, откако одлежа 2 години затвор. Семејството Зекировски е вклучено и во филантропски активности во Македонија. Во 2017 година Светозар Зекировски донирал 500.000 евра на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола за поддршка на истражувачки и развојни проекти. Семејството исто така беше вклучено во неколку добротворни иницијативи, вклучително и поддршка на сиропиталишта и обезбедување помош на луѓето погодени од природни катастрофи. И покрај контроверзиите, семејството Зекировски останува едно помеѓу најистакнатите и највлијателните семејства во Македонија, со значајни деловни и политички врски. Нивниот успех во бизнисот ги направи познати личности во Македонија, а нивните филантропски напори позитивно се одразија на нив. Па така останува на вас самите да процените дали е тука се нормално и легално стекнато, или сите кои се бават со политика живеат во раскош и изобилство, а обичните граѓани се мислат како ќе врзат крај со крај за да ги платат своите сметки и да си дозволат нормален и скромен живот. Додека огромен број граѓани живеат на прагот на сиромаштијата, други уживаат во луксус и раскош и не знаат каде да ги трошат нивните пари. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.